Пред представниците на владата, собранието, локалната самоуправа, бизнисот и академската заедница, членовите на бордот на директори на Централ Азија Металс, новиот собственик на рудникот Саса, ја представија својата визија за едниот одржлив развој на најголемиот рударски комплекс во земјава. Импресионирани сме од досегашните достигнувања на рудникот Саса, од неговиот потенцијал за понатамошен развој, како и од посветеноста, искуството и знаењето на вработените, што е уште еден показател за квалитетот на техничкото образование и експертизата во областа на рударството во Македонија. Председателот на бордот на директори на Централ Азија Металс, Ник Кларк, потенцира дека компанијата, како нов собственик, ќе продолжи да вложува во развојот на рудникот преку примена на современа технологија и најдобри меѓународни практики и стандарди во рударството, при што особено ќе се води сметка за здравието и безбедноста на вработените, како и за заштита на животната средина. Дополнително, Кларк нагласи дека рудникот веќе постигнал 495 дена без повреди на работно место. Раководството на Централ Азија Метал се децидно дека рудникот Саса ќе продолжи да обезбедува и стабилност на работните места за околу 700 вработени во компанијата, а ќе продолжи и со реализацијата на голем број општествено одговорни проекти, важни за просперитетот на локалната заедница. Како тим составен од професионалци за рударство, нашата пределба е долгорочна да го развиеме рудникот Саса и со тоа да придонесеме за развојот на македонската економија, застапувајќи го концептот на општествено одговорно рударство. Многу меѓународни финансиски институции поддржаа нашата одлука за купување на Саса и затоа нашите резултати ќе бидат наблюдувани одблизу и со голем интерес. Се надевам дека нашиот успех во иднина ќе поттикне и други странски инвестиции да го следат нашиот пример и да вложат во Македонија. Централ Азија Металс е компанија од рударската индустрија што котира на лондонската берза. Во ноември 2017 година компанијата го купи рудникот за олово и цинк Саса во Македонска каменица, а исто така е собственик и на проектот за експлоатација на бакар Кунрад во Казахстан.